Секад најчесто не секад овие ми испаѓаат најmeaningful видеа каде што немам камера, немам опрема никаква, немам микрофон, немам ни fucking сталак со мојот iPhone 12 предна камера. Секад. Пак секад. Пробам да си го сменам наративот од секад во понекогаш кога тоа е вистина, затоа што не е секад. Многу ретко од стварите за кои што јас сум кажувал дека се секад е вака, секад. Да сум само ја со кола тука. Има уште некој. Може ќе треба помогнам. А може и нема треба. Anyway, многу од стварите не се секад и не се никад. И сум приметил дека не ми помага тој наратив. Не сум тоа. Не сум човек на кој што секад му испаѓаат најаките видеа кои ги снима со предна камера на телефон, додека дома има цела опрема у свет. Не сум тој секад. Не, некад ми испаѓаат amazing видеа која се снимам со камера или која користам цела опрема, која користам све што имам, све што сакам и ми се многу значајни исто така. Овие имаат само друг филинг. Друга естетика е ова. Естетиката и на мојот поглед моментално, како јас го држам телефонот, дава сасвим друго чувство. Така што различно е. Секој пат е различно. Ништо не е секад исто. Не ми е без везе кога ќе кажам секад, окей, кажувам и секад, така уште го користам тој наратив на секад и никад, секогаш и никогаш. Јас и мојот скопски менталитет што не ми се доискажуваат зборовите до крај секогаш. И затоа и кратам на адекватни србизми или англицизми или не знам хибруизми. Го кажувам и само согледувам како се чувствувам кога го кажувам. И го кажувам после другиот збор. И гледам како се чувствувам со тој збор. Споредувам што е тоа што се сменило у мене. Чувството у мене што се сменило, гледам каква е. Сега, пошто е прилично ладно, ќе оставам ово у джеп, за да се згреам и да си напишам тоа за кое што дојав да си напишам. Тоа е некоја порака за Киќе, сакам да напишам некоја порака за Киќе. Некоја писмо, можеби. Пошто знам да проценам што за кога е. Ти благодарам на сослушувањето.